Македонската економија пораснала за 2,7% минатата година, објави државната статистика. Бруто домашниот производ во првиот квартал се зголемил за 0,9, во вториот и третиот за по 3%, а во четвртиот квартал за 3,7%, или вкупно 2,7 за цела година. Овој резултат е близу намалените проекции со ребалансот на буџетот. Владата првично проектираше раст од 3,2%, но поради падот на градежништвото и инвестициите го намали на 2,8%. И покрај тоа што владата се пофали со рекордно ниво на странски инвестиции минатата година, статистиката покажува пат на бруто инвестициите од 7,2%. Гледано по сектори, лани најголем раст имале дејности како уметно забава и рекреација од 18,7%, стручните, научните и техничките дејности од 10,7% и трговијата од 9,2%. Градежништвото се зголемило за само 0,2%. Пат од 6,6% има кај информациите и комуникациите, а земјоделството завршило во минус од 5%. Вкупниот бруто домашен производ, односно вредноста на сите стоки и услуги произведени во земјава лани, достигнала 10,7 милиарди евра. Во последното тримесечје од 2018-та, невработеноста падна по 20% и сега изнесува 19,4%. Близу 186.000 лица се водат како невработени, додека активно работат скоро 772.000 луѓе. Невработеноста е најголема кај младите. 44% од младите до 24 години се невработени. Стапката е нешто помала кај возрастната група од 25 до 49 години, 18,2%, додека невработеноста е најниска кај оние од 50 до 64 години или 15,3%.